Да отвориме во второ послание на Коринќаните. Целта на вечерашната тема е да видиме како да не се истоштиме, како да не паднеме со духот и да продолжиме да одиме со сигурни чекори со Бога. Еден момент, еден елемент кој што е многу битен за да не одржи во тоа одење. Второ послание до Коринќаните, 4 глава, 1 стих. Што Павле вели во овие две глави, всушност највеќе ќе се задржиме, 4 и 5. Првиот стих од 4 глава вели: затоа, имајќи го ова служење по милоста, што ја придобивме, ние не се истоштуваме, вели Павле. Ние не се истоштуваме. Потоа вели од 7 стих, во истата глава: а ова благо, овде зборува, значи, во наредните стихови од првиот за Евангелието. Службата, која била службата на Павле? Дадена од Господа, по милоста Божја. Да оди да го проповеда Евангелието, да луѓето слушнат за радосната вест. И вели, а ова благо го имаме во земни садови, та извршноста на силата да биде од Бога, а не од нас. Во неволја сме од секаде, но не сме притеснети. Во двоумење сме, но не губиме надеж. Не гонат, но не сме оставени. Не соборуваат, но не сме погубени. Какви силни зборови. Да се подсетиме само, Павле ни се што минал. Ни се што минал Павле во неговото одење со Господа. Вели, во неволја сме од секаде, како што пред малку видовме, од секаде обкружени. Ѓаволот рика како лав. Но, што е битно? Не сме притеснети. Значи, не сме во тесно да не можеме да направиме никаков чекор. Не. Не е до толку. Не смееме до таму да дојдеме. Во двоумење сме, но не губиме надеж. Колку и ѓаволот да ни наметнува некакви мисли некојаш, ми доаѓале на мене до душа многу порано, сум се прашувал некојаш, може би слично како овој, што станал атеист, како беше, поробија. Дали сето ова има смисла, дали навистина Господ постои, меѓутоа тоа беше значи, во тие рани години. Но вели, не губиме надеж, не гонат, но не сме оставени, не соборуваат, но не сме погубени. Од 16 стих, подолу. Вели, затоа не се истоштуваме. Ќе видиме зошто Павле не се истоштувал. И не само Павле, и неговите соработници, учениците. Затоа не се истоштуваме, па и ако се распаѓа нашиот надворешен човек, нашиот внатрешниот се обновува од ден на ден. Видите, ние буквално онака може да кажеме дека, па што знам, некои велат дека уште со самото раѓање, не би рекол, меѓутоа, ете, кој ќе достигнеме онаа возраст и раст и тамо негде 20 и не знам колку години, потоа ние полека, што? Се распаѓаме. Овкаме, ова не боли, тоа не боли. Баш денешка малку со Јоже. Вели 70 години. И телото не носи веќе како што носело на 40, на 20. Но, што е битно? Не е битен надвршниот човек. Не, Господа, што му е битно? Мислам и онака, ова тело е грешно и еден ден ќе треба да се облече во безгрешност, како што Павле ќе продолжи во 5 глава. Туку внатрешниот човек треба да се обновува од ден на ден. Ете го тоа одење, тоа растење, постојано како процес. И сега вели, 17 стих. Зошто нашата сегашна лесна неволја, внимавајте, каква и да е неволја во нашиот сегашен живот е лесна. Иако изгледа може би тешка, меѓутоа ако се задржуваме на сегашност. Но, што е тоа што не одржува да не се истоштиме? Колку и да е тешко.
Зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава. 18 стих. Зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо. Зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Што е тоа што ќе не одржи во форма, да не се истоштиме, да не паднеме во духот? Мислиме на она што е невидливо. Како го правиме тоа? Еве да видиме, 5 глава. Зошто знаеме, ако се разорне нашиот земен дом, значи мисли на сегашното тело, кој е како шатор, имаме од Бога зграда, вечен дом на небесата, што него изградила човечка рака. Па затоа и воздивнуваме и копнееме да се облечеме во своето небесно живеалиште. Само така облечени нема да се најдеме голи. Зашто ние кои сме во овој шатор воздивнуваме обременети, зашто не сакаме да се соблечеме, туку да се облечеме и над него и така животот да го проголта она што е смртно. А Бог не приготви токму за ова со тоа што ни го даде духот како залог. И сега вели, така бидејќи секојаш сме полни со верба. Ова е во превод истото. Не се истоштуваме, не паѓаме со духот. Зошто? Полни сме со верба, полни сме со вера, со доверба. На што се надевал Павле овде? На што гледал? На вечноста. На денот кога нема повеќе да се распаѓа, и на дворешноста. На новото тело, точно. Кога ќе се облече, значи, во тоа нераспадливо тело. Така, бидејќи секоја сме полни со верба и знаеме дека сме во телото, ние не сме во туѓина далеко од Господа. И зашто уште одиме во верата. Ова е насловот на темата. Одење со вера или одење во вера. Зошто не се истоштуваме? И во кој случај нема да се истоштиме, нема да ни падне духот, ако одиме со вера. А не, како? А да не одиме по гледање. Да дочитаме 7 стих. Зашто ще одиме во верата, а не со гледањето. Прашањето е дали одиме со вера. Да го дочитаме 8 стих тамо. Полни сме со вера, повторно уште еднаш. И повеќе сакаме да го напуштиме тело и да живееме при Господа. Но овде, додека сме, и одиме во вера, а не по гледање. И тоа не е едноставно. Затоа што ние сме обкружени, живееме во еден свет, се тоа на што го гледаме со очи, тоа е тоа што го гледаме. Ова на што се надевал Павле, на што се надевал Мојсей, да се сетиме. Зошто Мојсей не дозволи да го нарекуваат син на фараоновата ќерка и попрво прифати да биде хулен заради Христа и вреѓан и така натаму, и да помине такво патешествие со израелскиот народ низ пустината, не му било лесно, посебно него. Зошто? Затоа што се надевал, гледал на наградата, гледал на тоа што е невидливо. Невидливите работи какви беа? Вечни. Ова што е видливо, ова што гледаме е поминливо. Тоа еден ден ќе помине. Значи, многу е битно каде го фокусираме погледот, на што гледаме. Ако се задржиме на она што е околу нас, она што е видливо, да го изгубиме од вид, спасението, тоаш можеме да паднеме со духот многу лесно. И што се случува? Не се случува на секој. Вели во 2 стих од 4 глава Павле. Откако ќе каже, значи еве да го повторам првиот, затоа имајќи го ова служење по милоста што ја придобивме, ние не се истоштуваме, туку се одрековме од тајните срамни работи, не живееме во лукавство, нито го изопачуваме Божјото Слово, но преку откривањето на вистината се препорачуваме себе си на секоја човечка совест пред Бога. Павле вели, Божјото Слово треба да ни биде централно, на кое што ќе се подпираме, ние на него се подпираме и него го проповедаме, него изопачуваме.
Вистината е една. И подпирањето на Божјето Слово ни дава вера. Ако Господ вели дојди, дојди. Фати се за неговиот збор. Ако Господ вели оди напред, оди напред. Еви 5 и 6 стих вели, зашто ние не се проповедаме себе си, туку Христа Исуса како Господ, а себе си како за ваши слуги заради Исуса. Зашто Бог, кој рече светлина да засвети од темнината, тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. А Божјата слава, која што ја познаваме, спознаваме повторно преку Неговото Слово. Значи, прашањето се наметнови, тоа е секојдневна борба, тоа не е лесна борба. Дали ние веруваме на Словото, на она што го вели Словото, или пак на она што моментално го гледаме околу нас, на видливото или на ветувањата на Словото, за невидливата реалност, за она реалност која што ќе дојде, веруваме многу скоро. Да се подсетиме пак на 18 стих, што велеше, зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо, зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Зато е потребна вера, да гледаш. Она што не се гледа, да го гледаш. И Павле знае дека ова не е лесно и од искуство, и ни кажува да не се истоштиме. Не охрабро на некој начин, ни дава правец како тоа да не се истоштиме, како тоа да не подзастане нашиот чекор, да не паднеме, да не се умориме, да не паднеме со духот. Секојдневна борба. Дека таа борба е голема, навистина се гледа во тоа што сегашноста што ја живееме, она што не обкружува е многу, многу далеко поинаку од таа невидлива реалност. Воопшто не наликува на тоа. И често пати знаеме да кажеме, па до кога, Господи? Еве, секој од нас си има некоја своја сегашност, своји неволи, своји проблеми во животот. Но невидливите работи се вечни. Не заборавајте, она што ви се случува во животот, што и да е, тоа е поминливо. Тоа што го гледате, тоа е поминливо. Немојте да губите надеж и вера во Господа. А ѓаволот е тој кој што ја прави сегашност, она што е видливо, измамливо. Сеќавате ли уште на самиот почеток? Што и вели на Ева? Ја тера да сгреши, да земе од забранетиот плод, со кој изборен? Не, вие нема да умрете. Чи тој како да сака оваа сегашност, овие видливи нешто во кој живееме, да ги овековечи на некој начин. А Павле ни вели дека тоа е минливо. Не, невидливите работи, оние ветувања за вечноста, тоа е вечно. Ова е поминливо, а ѓаволот како да сака да ја убеди Ева. Не, нема да умрете, туку ќе станете како богови, ако земете од плодот. Ѓаволот тоа го прави секој ден. Секој ден со тоа не куша. Да ни го спушти погледот, да не замајува со некои телесности и работи кои што трајат само момент. Секавате, читавме овде дека луѓето дори си прават такви служби, такви верски собери, каде што сетилата ќе си ги задоволат. Ќе бидат задоволени нивните сетила. А не верата, не разумот, не она што е навистина вечно, божествено. И како е можно да издржиме до крајот, како е можно да продолжиме во ова одење со Господа? Павле ни вели, со вера, одење во верата, а не погледањето. Евреите, 12 глава. Да се посетиме на овој стихови.
Од 1 до 3. Мислам дека денеска имавте и вие некои така слични коментари за време на пулката во овој правец. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Гледајќи во Исуса. Значи не да гледаме на она што е минливо, да дозволуваме да ѓаволот ни го задржи вниманието на небитни работи, туку да гледаме на Исуса. Почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Имено размислете за него, мислите за него, кој претрпе од грешниците такви противења против себе си, како помина Исус. Павле си кажува своја искуство, нели, колку пати тамо 40 без еден стап, па бродоломи, па ова, па она, знаете, оние стихови во Коринјаните исто се наоѓаат некаде. И овде вели, сега треба да размислиме, да се сетиме на Исуса, какво противење, што се претрпи од грешниците нашиот Спасител Исус, зошто? Зошто да размислуваме на тоа? За да не се истоштите, вели. И за да не станете малодушни. Исус го победи светот, Исус го победи гревот, не сгреши, остана верен до крај и го положи својот живот за да може да не спаси нас. Да не се истоштуваме, да не ни паѓа погледот. Го спомнавме денеска Петар, пак ќе го спомнеме. Само што го свртел погледот од Исуса, дали било тоа во брановите, значи во неволите, во проблемите, или пакете од самоправедност, самоувереност, се свртел кон учениците, еве да видат, да се покаже што може тој. Веднаш заборавил, значи претходно, убаво и кажа, и Андре ми се чини, значи покажал момент на силна вера, кој рекол, Господи, кажи ми да дојдам, Исус му вели, дојди, тој трга, тоа е верата. И тоа кратко после тоа паѓа. Неверие, самоувереност и така натаму. Значи, мал момент е доволен да го свртиш погледот од Исуса и да паднеш. Толку сме силни ние. Евреите 11 глава, предходната. Минатиот пат се сеќавате да ги спомнавме Мојсей, неговото водење, Енох, Давид, Ное го спомнавме. Сите овие не случајно се спомнати во 11 глава Евреите. Затоа што оделе со вера. И еве, да читаме, 5 стих, да се подсетиме. Преку вера Енох беше пренесен така да не ја види смртта и веќе не се најде зашто Бог го зеде, зашто пред неговото земање тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. Потоа следи стихот дека без вера не можеме да му угодиме на Бога. Преку вера Енох беше пренесен, не виде смрт. 7 стих. Преку вера Ное беше известен за она што уште не се гледаше. Дека ќе дојде потоп на земјата. Не се гледаше тоа цели 120 години. Не им беше верно, дури го убедуваа цело време Ное дека нема научни докази за такво нешто, дека воопшто може да се појави, да постои, да капне капка, не капнало капка до тогаш. Ти си луд и така натаму, ништо поминал и Ное. Беше, значи, известен за она што уште не се гледаше, поттикнат од старопочитување, приготви ковчег за спасение на својот дом, со неја го осуди светот и стана наследник на праведноста која е според вера. Ама затоа што гледаше на вечното, на она што е, значи одеше со вера, а не по гледање. Ако одеше Ное по гледање, мислам дека ќе се откажеше многу брзо, градејќи го, нели, бродот. Многу брзо ќе се откажеше. Денеска и на нас, или самиот Петар вели, веројатно во поуките, во поуката што ни е за ова тромесече, ќе го поминеме и тој дел, нели ќе се јават подсмевачи, вели, во последно време, кои што ќе велат каде е Господовото дајање. Па сети си тој како што беше.
Ја верувам, сигурно сум убеден дека на Ној така му збореле. Каде е тој потоп? Се си стои како што е. Барем да имало некојаш некоја облаче, барем да капнела некоја капка, немало ништо. Немало дошт до тогаш. Но верата била таа. Ној градеше брод за да се спаси себе и своето семејство и мнози на други кои што ќе поверуваат, кои што ќе се качат од она што воопшто никој не можеше да насети дека ќе биде. И ние некојаш можеби, знаете, се случува да ни падне духот, сведочиме, изборуваме на луѓето и не веруваат, не прифаќаат, затоа што навистина и ние, самите, кои 20, кои 30, кои 40 години сме во верата, се сеќавам на зборовите на Зоран, ево уште кога мислев дека Исус ке дојде, па еве, сите ние сме мислеле. Да, точно. И луѓето не прифаќаат и едноставно стануваш малодушен, си велиш, јас зборувам, кажувам за нешто што ќе биде, ама еве, не се случува тоа се уште. Но да одиме со вера, не од гледање, не по гледање. Тоа е пораката. Еве, 8 стих. Преку вера Аврам послуша, кога беше повикан да излезе од местото, што требаше да го прими во наследство, и излезе не знаејќи каде оди. Аврам одеше со вера, не од гледање. Или еве да ги спомне, да ги прочитаме повторно ние мокни стихови што се однесуваат на Мојсей од 24-тиот, па таму долу негде до 27-тиот, значи од истата глава. Преку вера Мојсей, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фараоновата керка и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Мојсей сватил, можел да одлучи да стане главна фаца во Египет, на најголемото царство, цар во најголемото царство, светско царство тогаш. Меѓутоа, сватил дека за кратко време ќе биде тоа. Колку и да е, колку Господ ти му даде, нели, век. И да е 100 години, тоа е несоразмерно, не можете да споредите со бесконечност. Да. Со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Зошто хулењето на Христа, или како што рековме минатиот пат, хулењето заради Христа го сметаше за поголемо богатство од египетските богатства. Зошто ја имаше предвид наградата. Мојсей одеше со вера. Преку вера го напушти Египет, не плашејќи се од царевиот гнев. Зошто издржа како да го гледа невидливиот. Еве како издржа. Еве како не стана малодушен. Еве како не се истошти, не се измори. Мојсей, иако нели на крајот му дојде преку глава, веројатно, од непослушниот народ, кој што постојано се нешто бараше. Издржа до крај, сепак. Одеше со вера, го напушти Египет, гледајќи го невидливиот. Значи како да го гледа невидливиот. Гледаше со очите на верата. И Мојсей, и Аврам, и Ное, и Давид го спомнав минатиот пат, одеа со вера. И нема поинаков начин, драги браќи и сестри, да издржиме до крај, да не се истоштиме, освен ако одиме со вера. Да не дозволуваме ѓаволот да не замајува, да не го замајува погледот. Нека Господ ни помогне во тоа наше одење. Ние сите веруваме и сме сигурни дека уште кратко ќе одиме. Уште кратко ќе помине овој свет и ова што е привремено и ќе влеземе во вечност. Јас верувам дека ако станеме до крајот верни, токму како Енох ќе бидеме живи земјани од земјата. Верувате, ова е, мислам, тоа е неспоредливо. Да, прекрасно е навистина и да ве дигне Господ од гробот
и да се вивнете заедно на областите со него, меѓутоа, уште побаво да не видите смрт. Кој човек сака, кој жив човек сака да умре? Никој не сака. Нека биде така. Амин.